Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, на емисијата Поента. Добродојдовте во уште едно ново издание на Поента, секако со нови теми и со нови информации кои се подготвени специјално за вас. Денеска ќе се обидам во рамките на емисијата фактички да ви информирам за две клучни прашања. Првото прашање е врзано со оние познати така наречени црвени линии кои што СДСМ ги постави во однос на Законот за телевизија, односно Законот за медиуми, кои што тие сакаат малце пошироко да го разгледуваат ова прашање. Всушност станува збор за Законот за телевизија и нивно регулирање. Додека вториот дел од емисијата ќе ја посветам на кейс ло или на судската пракса која што е поврзана со Европскиот суд за човекови права во Страсбур, врзана со прислушувањето на телефонските разговори за потребите на полицијата, но и за нелегалното прислушување на телефонски разговори и каква е праксата на овој суд во тој дел. Дали ги инкриминира тие действија или ги третира како нормални или како законски. Да одиме поред и да почнеме со црвената линија на СДСМ, која што минатата недела ја соопштија на пресконференција, или поточно нивниот портпарол и оној кој што име пиар на односи со јавност и комуникација на партијата, кажа фактички дека црвената линија на СДСМ е дека мора да се усвои законот или предлозите кои што се прифатени од страна на СДСМ и на посредникот Ван Хауте, и дека тоа е единствено решение да СДСМ прифати да излезе на избори закажани на 24 април, доколку таа црвена линија не се почитува од страна на ВМРО, или едноставно кажано доколку ВМРО, ДПМН и останатите партии кои што се вклучени во преговорите не ги прифатат овие решенија, дословно од првата до последната буква, дека СДСМ ќе го бойкотира изборниот процес, затоа што според нив во Македонија нема слободни медиуми и оттаму не се исполнети основните услови за организирање на фер, демократски, сега по најново, како што милуваат да кажат, кредибилни избори. Интересно е како со еден навежбан стил и еден навежбан тон му ја соопштија оваа црвена линија пред се на ВМРО ДПМН, бидејќи на нив се однесува, но се разбира и на сите останати помалку важни граѓани. Интересно е како оваа црвена линија има една совршена структура фактички во нивно употребуваната фраза. Тоа совршенство на фразата црвена линија на СДСМ во многу наликува, да не речем, ајде е идентична со она на грците, кој повеќе од 20 на години ја навежба црвената линија токму на нас македонците. И да биде иронијата уште поголема, веројатно ученикот добива историска можност да се покаже подобар од својот ментален и менторски гуру. Така на јавност беше соопштено дека СДСМ има црвена линија за медиумите, представена на следниот начин или парафразирано на следниот начин: или сите медиуми ќе бидат како нашите, или во нас влюбени, подложни и лесни на Сорос манипулација, или воопшто нема да има медиуми и нема да постојат новинари кои не бранат нас, односно кои не се на наша страна. И за таквите кои што не се на нивна страна имаат решение,
односно буквално со декрет ќе ги затворат таквите медиуми, ја би рекла ќе ги сотрат, ќе им одземат лиценци на новинарите кои што нема да успеат да ги спроведат на дело сите нивни услови содржани во законските решенија, ќе им бидат одземени дозволите за работа, односно лиценците за работа, ќе ги казнуваат таквите новинари. Едноставно се ќе направат само да им ги затнат устите на оние новинари кои што не ги фалат политиките на СДСМ и кои што не се воодушевуваат со ставовите и со мислењата на челниците на СДСМ. Како СДСМ ја разбира црвената линија, не треба многу да и надолго и на широко да зборувам. Веројатно подобар термин кој што вистински би опишал нивната суштина на политичкото гледање на македонското општество и на македонската држава би им бил линијата до бездна. Значи наместо црвена линија да го користат терминот линија до бездна. Затоа што со вакво нихилистичко гледање на работите, посебно во делот на медиумите, бездната некако природно доаѓа. Ама идеве, пошто се љубители на црвени линии или не воопшто на линиите како фраза, велам да им ги оставиме и да видиме како ќе се однесуваат понатака. Какви да се тие линии, црвени линии до бездна, какви да се, едно е сигурно дека самата линија подразбира одредена состојба на ум и подразбира одредена состојба на психа, така што можеби е подобро да не се занимаваме со самата линија, туку да погледнеме можеби зошто тие поставуваат црвени линии и дали линиите се начин на решавање на проблемите или начин можеби на нивно заташкување. Како што кажав, самите линии се состојба на умот. Тие очигледно им се толку силно и толку длабоко всадени во нивната ментална матрица, што едноставно не знаат што да прават со нив, односно нема тие каде да одат и мора да ги презентираат како партиски ставови. Линиите на СДСМ се всушност не само нивен идентитетски белег на нивното политичко постоење, туку јас би рекла полека но сигурно стануваат врежани во колективната македонска меморија, како белези, национални белези кои што се силно втиснати во нашата меморија. Не можеме да ги заборавиме, или барем оние кои што се малце повозрасни, не можеме да ги заборавиме линиите што СДСМ ги остави врз македонската меморија на гостиварски, на кичевски, на струшки подалби. Потоа не можеме да ги заборавиме линиите на оваа патолошка омраза и завист која што се прави меѓу луѓето. Ако не сте со нас, ние ве мразиме и не сакаме да зборуваме со вас, дури патолошки ве мрзиме, затоа што едноставно не ги прифаќате политиките на СДСМ. Не можеме да ја заборавиме и онаа линија на така наречени селјаци од една страна и така наречени градски фраери или фраерки од друга страна. Потоа линија на урбани и на скапи девојки од една страна и нели, како што честопати знаат да кажат, на безумни и небањати гебелки. Потоа линија на наводни демократи и глобалисти, нели, кои што прифаќаат либералните и демократските стандарди и вредности во целиот свет, од една страна, и на македонски патриоти, како што тие ги нарекуваат, меѓутоа во наводници. Потоа линии на сирџи, нели, кои што постојано само нешто зборуваат и оговараат, ништо конкретно не прават, и нормално линии на бранители, на оние кои што навистина си ја сакаат својата татковина и прават се што е во нивна моќ да едноставно државата им успее. Потоа линии на подолби на работници и на неработници. И какви ли уште не линии кои што оставија печат или белег врз нашата колективна меморија. Иако во последно време црвениве линии им се тренди, некако им наликуваат на грчкиот, што ќе рече на европскиот речник, и плюс им се добитна комбинација која веќе 20 и кусур години успева да им го мати умот, посебно на народите меѓу соседните земји. Добро е од
раководните луѓе во СДСМ да знаат дека тие не секогаш, јас би рекла и никогаш, не се добра стартна основа за решавање на кој било проблем. Барем ние паталците македонци добро знаеме, тоа многу добро го знаеме, затоа што црвената линија еве никако да ни го надмине проблемот и никако да излеземе од ќорсокакот во кој што западнавме, токму заради тие така наречени црвени линии и принципиелно почитување на истите. Видете, линијата е секогаш асоциација или знак на проблем. Например, ако на телевизискиот екран или на компјутерскиот монитор ви се појави црвена линија, тоа секогаш значи дека телевизорот или ви е готов или ви е веќе пред расипување и дека нема некој посебно фајда ако го дадете на поправка, кај да е и да го најдете на поправка, тој екран не може никој да ви гарантира дека ќе ви трае долго време, затоа што едноставно ставен поинаков монитор или поинаков екран од оној кој што е производствен, никогаш не се знае колкава ќе биде гаранцијата на неговата употреба. Оттаму, единствено чаре е да го смените телевизорот, да купите нов или да купите нов монитор или евентуално ако сакате да рискирате да го смените екранот на телевизорот или компјутерскиот монитор и да молите Бога тој да трае што е можно подолго време. Но знаете дека е тешко и многу неизвестна самата поправка, односно отстранувањето на црвената линија. И како што во основа секогаш бива, една црвена линија никогаш не е само една. Таа секогаш раѓа втора, трета, пета, јас би рекла цела низа на непродуктивни црвени линии. Црвената линија знае да предизвика и магливост пред очите, едноставно кога ќе се појави да ви се замагли видот. Проблем со кој што СДСМ навистина веќе подолго време се мачи и никако да го надмине. Меѓутоа, сепак билким вреди да им се помогне, бидејќи нели сме сограѓани, содржавјани, колку што е барем во наша моќ, да малку од малку ги надминат овие своји дефинирани црвени, прецизно дефинирани црвени линии со неколку добронамерни совети. Прво, терминот црвена линија самиот по себе имплицира уцена, или преведено на обичен јазик, тоа значи или ќе биде по мое, значи нема да биде по твое, или ќе видиш ти. И сега во овој вториот дел од реченицата, ќе видиш ти, можеме да го замениме со следниве конструкции. Конструкција број 1. Во нашиот случај, ќе продолжам со објавување нови бомби и онака специјалното обвинителство работи или како обична канцелариска архива, па не состави записник како што треба, дали прими нешто или не прими ништо, што воопшто прими како материјал во својата канцелариска архива, така што сега никој буквално не знае што уште поседува СДСМ и што држи во своите фиоки. Конструкција број 2. За делот ќе видиш ти, може да се појави следнава конструкција. Нема да има избори кога јас сакав и покрај тоа што сакав на времето кога сакав, сега не сакам, а кога ќе посакам, ќе те информирам кога ќе посакам. Конструкција број 3. Веднаш одам да се жалам кај странците, за да им кажам со какви неранимајковци си имаме работа, какви неранимајковци се оние од ВМРО ДПМНЕ, што не ни одат по кејфот. И сега, сигурно дека не сте заборавиле, бидејќи не беше многу одамна, меѓутоа еве чисто да се подсетиме, па да им го вратиме сеќавањето и на овие со хроничните црвени линии пред очите, дека целава оваа рашомонијада започна со токму едно такво црвено условување на лидерот на опозицијата во кабинетот на премиерот, кога буквално без око да му трепне и без веќе да му се помести, седна во фотелјата Карши премиерот и ја постави фамозната црвена линија. Или ние ќе дојдеме на власт без избори, значи ти треба си поднесеш оставка, или
во полош случај да формираме техничка влада во која што заедно ќе работиме, или јас ќе почнам да објавувам бомби. Црвена линија, нели? Или. Тоа што со бомбите не направија ништо во перцепцијата кај граѓаните, нели е друга работа која што не е за оваа емисија. Меѓутоа, она што е веќе евидентно во политичката риторика, меѓутоа и во однесувањето на СДСМ, е дека едноставно црвената линија им станува сол, бибер, секаков можен зачин за нивното политичко делување. И сега, од друга страна, ако ги гледаме со што све располага оваа политичка партија, во смисла на тоа што со ништо не располага, дека нема едноставно политичка програма која што може да ја понуди на граѓаните, и дека ова им е единствената излезна точка од каде што тие би можеле да се спасат од овој проблем кој што го наметнаа во државата, а видоа дека едноставно не пали, меѓу граѓаните не палат овие бомби. Сосема е логично зошто тие посегнаа по црвените линии и зошто имаат потреба да се повикуваат на црвени линии. Па тие се всушност единствениот начин како да СДСМ што е можно подолго опстане на политичката сцена, барем оваа гарнитура, затоа што е факт дека само преку наметнување на нови и нови црвени линии, оваа партија ќе биде видлива во политиката, затоа што ако нема такви црвени линии, едноставно тие би биле невидливи, односно воопшто не би постоеле и како такви не би биле релевантни за политичката сцена во Република Македонија. Само со овие црвени линии, фактички, оваа партија е видлива, оваа партија значи нешто на политичката сцена и оваа партија може и понатака да условува, односно да притиска едноставно работите да не се движат во нормално сценарио и на нормален начин, државава да почне нормално да функционира, туку ќе продуцираат нова и нова политичка криза, која што нели може да оди до недоглед, ако ги следиме нивните црвени линии. Без тие црвени линии, ја би рекла, овие луѓе би останале само со оние хронични, анксиозни црвени лица, кои што ни се секој ден пред камерите, хронично анксиозни, хронично нервозни, хронично развикани усти, кои што се подготвени буквално сите граѓани кои што не мислат како нив да ги лансираат некаде надвор од земјава, некаде таму во орбитата. Без овие црвени линии тие би останале само со црвените очи од целодневното налевање со што и да им дојде при рака, нели, за да можат да бидат силни, да имаат енергија пред камерите и посебно пред во собраниските комисии. Таму мора да се покаже сила, нели, во собраниските комисии не треба да се расправа со аргументи, не треба да се расправа со факти, со закони, со амандмани и така натаму, туку мора со сила, насилство да се демонстрира колку се они важни, колку се они битни во општеството и во државата, колку они можат на тој начин да се ги изразат своите чувства, своите емоции и така натаму. И без тие црвени линии дефинитивно би останале само со црвените уши, бидејќи нели напорно слушаат што ВМРО ДПМН мисли, што ВМРО ДПМН прави. И нормално сето тоа спакувано со светлосна брзина треба да отиде до амбасадорите на странските држави во Република Македонија. Веројатно црвените линии им се врзани со меморијата од минатото, нели имаат црвени марами кои што ги носеа своевремено гордо. Така што и црвените марами, црвените линии се дел од таа ментална матрица. Меѓутоа, она што забораваат е една непобитна вистина, која едноставно не ги прима овие линии како своји, затоа што едноставно таа непобитна вистина не ги сака оценувачите и ја презира омразата која што мириса на црвено. Забораваат дека народот и граѓаните се непобитната вистина за Република Македонија.
Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да продолжиме, значи, го завршив првиот дел со тоа дека народот и граѓаните се непобитната вистина за Република Македонија, бидејќи не само што тоа го мислам, туку тоа е единствената вистина која никој не може да ја оспори. Токму на тој народ или токму на тие граѓани, на вистина му се преку глава и црвени линии, и црвени политики и не знам уште што нема да измислат овие од СДСМ. Затоа што се свесни дека тие црвени линии нити го хранат народот, нити му даваат било каква лична или семена среќа, ниту тие му носат успех, индивидуален, групен, колективен, ниту ја движат државата напред, ниту со тие линии можат да отидат на пазар и да купат нешто, или во самопослука да си купат месо, нити може да спијат мирно со тие линии, затоа што им прават хаос во главата, нити пак можат да растат деца со истите, ниту можат да слават слави и слично. Од тука на народот му е преку глава веќе од сите овие коментари, од сите овие начини на натегање или инструменти со кои што се ставаат боксерски ракавици на политичка сцена и едноставно се користат разноразни алатки за да може да се покаже чии мускули се посилни и кој е кој на политичката сцена. Едноставно на граѓаните ме преку глава да слушаат во својата земја како некои белгиски посредници и им продаваат белгиски финти, дека проблемот всушност е во нив, во македонците, дека не е проблемот во европските стандарди и така натаму, туку едноставно ние си имаме проблем со медиумите заради тоа што нашиот менталитет е таков каков што е и дека едноставно ние мораме да се откажеме од менталитетот, затоа што ние ќе си имаме проблем понатака во Европската Унија. Многу интересен став, многу интересна финта, која што оди во полза на она што и СДСМ во овие неколку години го зборува често пати преку своите перијаници и мегафони, дека народот е тој кој што е небањаат, народот е стадо, стока и така натаму, која што не може да се убеди, туку едноставно се поведува. Лидерот на ВМРО е тој што ги носи како пастир овците на гласање и така натаму. Значи, тоа е отприлика на иста линија со оние навреди кои што секојдневно ги трпиме или ги трпат граѓаните од овие скапо платени перијаници мегафони на СДСМ. Отприлика на таа линија е и ставот на Ван Хојте, кој што сака да ни продаде малски, ама скапи фори на македонските граѓани, а од тука и на тој начин индиректно и СДСМ сака да го навреди својот народ. Веројатно, ја би рекла, толку силна црвена позадина и суштина во главите на челниците на СДСМ и посредникот почна да црвенее и почна да тресе црвени дека наводно не сме дозреани за европски закон за медиуми, ако се земе или ако се цени нашиот менталитет. И она што е најинтересно е што никој во СДСМ, затоа што видовме реакција од страна на ВМРО ДПМН, видовме реакции бројни од страна на македонските новинарски здруженја. Меѓутоа, никој од СДСМ не се најде маж да каже, чекајте бре луѓе, што е многу е. Значи, навистина, ваквата изјава на посредникот не навредува нас како македонци, ја навредува нашата држава и навистина треба да побараме извинување, кое што ќе оди на линија на тоа дека или човеков сгрешил, или човеков едноставно не знаел што кажал во моментот, можеби нели заради одредени причини, но навистина треба да се извини и треба сето тоа да се врати назад како изјава.
Меѓутоа, немаме никаква реакција од страна на опозицијската партија, што значи дека, како што кажав во неколку наврати за специјалната јавна обвинителка, кога некој молчи, молчењето е знак на одобрување, значи дека тој, таа, тие се согласуваат со она што го кажа господинот Ван Хојте. И сега, ако е човек површен и ако не анализира длабината на пораката што ни беше испратена, ќе каже па добро, сега видете, може на човекот му се испуштило, можеби не сакаше да не навреди, можеби човекот така го каже. Меѓутоа, ако навлезете подлабоко во неговата изјава, ќе видите дека уствари, всушност, преку навредата на нашиот менталитет, господинот Ван Хојте сакаше да го навреди нашиот идентитет. Бидејќи, кога зборувате за менталитет, вие зборувате за идентитет на една нација, на еден народ. И многу интересно е таа паралела, значи ако менталитетот на македонците е никаков, нели, не е во согласност со европските стандарди, туку е таков како што тој белгијанецот мисли, тоа значи дека ние како македонци, според зборовите на посредникот, кај да е, ќе треба да си го пеплосаме и нашиот идентитет. Бидејќи, нели, идентитетот главно го поврзуваме со проблемот кој што е повеќе од 20 и кусур години присутен на веќе на меѓународна сцена, а врзан со нашето уставно име. Уствари, посредников немал само тука улога да преговара или да биде медиатор во преговорите поврзани со договорот од Пржино, па и последново со законот за медиуми, туку тој да ти имал далеку посложена мисија од тоа што се представува пред јавноста. Фактички, преку негирање на нашиот или преку омаловажување на нашиот менталитет, тој фактички сака да го ничкоса и македонскиот идентитет, пред да не заборавиме рундите кои што ќе следат за решавање на спорот за нашето уставно име со Република Грција. Па така, тој за да не губи време, нели, во тие подготовки на теренот дека менталитетот оствари е никаков и дека во таа смисла и идентитетот не е катастрофа, посредников оствари со една луцидна мисла сака да убие две муви. Да си немаме менталитет, односно да ни го прекројат менталитетот, нели, според европските стандарди, да го фрлиме како неупотреблив идентитетот и тој да ни го прекројат според европските стандарди, и така everybody happy, сите да бидеме срекни. Променет менталитет, променет идентитет, ние сме спремни за решавање на проблемот со нашето уставно име, што значи дека сме спремни така средени, дотерани, со променети ментални и идентитетски физиономии, ние да влеземе во Европската Унија. Ја би рекла, друже, не иде така, иако е добра финта, капа доле, ама не бива тоа така, барем со нас македонците. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Во вториот дел од емисијата Поента, специјално за вас, одбрав неколку пресуди кои што Европскиот суд за човекови права ги има донесено, а по однос на актуелни прашања кои што се актуелни во Македонија, меѓутоа и во други земји, ќе видиме, а се однесуваат на повреда на членот 8 од Европската конвенција, односно телефонски прислушувања на разговори на разноразни личности, од политичари до новинари до бизнесмени и така натаму во различни земји, каде што едноставно тие ја тужат сопствената држава и бараат оштета заради повреда на правото на приватен живот и правото да се комуницира слободно, без никакви дополнителни пречки или прислушување на телефонски разговори. Ги издвоив за оваа емисија најинтересните,
кои можат и најмногу да го задржат вашето внимание, иако има навистина многу такви пресуди, сепак изборот мој го направив на неколку. Првиот интересен случај кој што сакам да го споделам со вас е секако случајот Малон. Се работи за апликант британски граѓанин кој што ја тужи својата земја, односно Обединетото кралство, дека дозволила прислушување на неговите телефонски разговори за потребите на полицијата, без при тоа тој да биде осумничен, односно да има било каков повод за тоа дека тој може да биде ставен под специјални истражни мерки и да биде прислушуван за одредени цели кои што се корисни на државата. Судот во Страсбур утврдил дека постои повреда на правото на почитување на приватниот живот и на кореспонденцијата на господинот Джеймс Малон, како што е гарантирано со член 8 од Европската конвенција за човекови права, и оценил дека во еден дел кој што се однесува на испитување на жалбата на Малон бидејќи тој фактички ја тужил својата земја и поради непочитување на правото на ефикасен правен лек пред националните власти, судот нашол дека во тој дел не е неопходно да се испитуваат конкретни услови, туку нашол дека е само доволно што утврдил повреда на членот 8, односно непочитување на неговиот приватен живот и на кореспонденцијата која што тој ја имал со свој блиски, со пријатели, со колеги и така натаму. Во 1977 година Джеймс Малон бил осуден заради така наречено неморално, неетичко чување на украдени производи. Интересно е што во текот на неговото судење бил употребен еден телефонски разговор во кој тој учествувал, односно бил прислушуван од страна на тогашната поштанска служба за потребите на полицијата, врз основа на наредба која што е издадена од државната безбедност, односно служба за безбедност. Апликантот сметал дека неговата кореспонденција била прислушувана и тоа на несоодветен начин, односно не само што била прислушувана, туку неговата телефонска линија била постојано снимана под постојан мониторинг. А интересно е што буквално во неговиот така наречен телефонски брок биле следени сите оние броеви кои што тој ги вртал. Значи се очекувале сите телефонски броеви кои што тој ги вртел и кои што ги добивал како повик. И покрај признанието за еден прислушуван разговор, кој се појавил како евиденција од судењето, владата на Обединетото кралство ниту го признало, ниту ги одбило тврдењата кои се однесувале на прислушуваните разговори, поради што судовите во Обединетото кралство прифатиле дека всушност апликантот кој е осомничен примач на украдени производи припаѓал по дефолт на групата сомнителни лица на кои може да се применат правилата на прислушување. Значи тој, да подсетиме, е фактички осуден за неетичко чување на украдени производи. Тој не ги крадел, туку само му биле дадени на чување и тој неетички се однесуван кон нив. И само заради тоа што тој ги имал во посед таквите предмети, бил ставен на специјална мерка на прислушување на неговите телефонски разговори и заради тоа биле фактички спроведени цела низа на действија, не само прислушување на разговори, туку и следење на неговата комуникација континуирано. Кој му вртал и кај кого тој вртал. Интересно е што оваа практика во Британија, или за прислушување на телефонски комуникации, е дозволена со посебни мерки, како што е секаде во светот, но за потребите за откривање и заштита од криминал, значи за криминалци кои што сериозно биле следени и кои што постојат сериозни индиции дека тие луѓе навистина може да направат соодветен криминал,
со кој што криминал може да и наштетат на авторитетот на државата, заради што тие фактички даваат и посебен налог на истражните органи за следење. Меѓутоа, тоа во конкретниот случај било применето и кај човек кој што не бил сврстен во групата криминалци, туку бил сврстен во групата соучесници на криминалните структури, а самиот Малон воопшто не бил свесен дека се работи и воопшто не учествувал свесно во тој процес, туку едноставно од небрежност не бил свесен дека тие производи кои што ги чувал се всушност украдени производи. Интересно е што и во Америка, сигурно знаете дека на сојузно ниво, но и на ниво на федерални единици е казниво делото незаконско прислушување. Незаконски е да се употребува било каков уред или било каква машина со која што се пресретнува комуникацијата на другите, без да за тоа да се има соодветно судско одобрение или без согласност на една од страните кој што се прислушува. Како федерално казниво дело се смета и употребата на јавно објавување на било каква информација која што е добиена од вакви незаконски направени прислушувања на телефонски разговори или на било каков друг вид на електронски уреди. Значи, казниво е јавното објавување на ваквите незаконски добиени материјали. За сите оние кои што ги прекршуваат ваквите законски одредби, следат високи казни. Прво казна затвор, која што е утврдена на период не помал од 5 години, на сличен начин како што се постапи и кај нас со измените и дополнувањата на казнениот законник, но интересна е и висината на паричната казна, значи покрај тоа што ќе си лежиш затвор, треба да си платиш и парична казна од $250,000 за физички лица и до $500,000 за правни лица. Се видете вие дали ви се исплати во Америка незаконски да прислушувате и да ги објавите таквите информации во јавноста, кај што ќе ве стават во затвор до 5 години, не помало од 5 години, значи може и повеќе, туку ќе треба да си платите и казна од $250,000. Американскиот конгрес, федералниот, има создадена една посебна заштитна шема за електронските комуникации, кое што фактички е на федерално ниво и кое што ги заштитува електронските комуникации од било какви упади од надвор, меѓутоа и било какви злоупотреби од внатре, доколку некој се осуди да ги злоупотреби за свои цели. Интересно е што американците имаат и специјални заштитни шеми за незаконска употреба на телефонските разговори, односно употреба на телефонски разговори фактички се мониторираат. Употребата на телефонските разговори и воопшто тој телефонски систем и простор се мониторира 24 часа, така што едноставно нема шанси било кој да упадне во тој систем или да едноставно се приклучи и да ги следи вашите телефонски разговори или било какви други видови на комуникација кои што се случуваат по електронски пат. Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со уште еден интересен британски случај, Liberty versus UK, каде што судот го оценувал барањето за достапност во случај на наредено прислушување на телефонски разговори. Се работело за апликанти на две организации, британска и ирска организација за заштита на граѓански слободи и права, кои комуницирале постојано меѓусебно за различни правни прашања, всушност се консултирале, соработувале и така натаму. И британската и ирската организација за граѓански слободи и права поднеле жалба до Европскиот суд за човекови права дека нивната телефонска комуникација била прислушувана цело време во континуитет, подолго време,
преку потреба на технички средства што имале капацитет да прислушуваат голем број комуникации истовремено. Според мислењето на апликантите кои што се жалеле до судот, во националното законодавство на Британија не постоела доволна правна основа за да се вршат вакви прислушувања, односно како што кажав, тие не спаѓале во групата ризични организации кои се занимавале со криминални действија и токму заради тоа тие сметале дека им е повредена слободата на комуникација, но и повреден е членот 8 од Европската конвенција, затоа што едноставно британските власти дозволиле да се незаконски да се прислушуваат ваквите организации и едноставно тоа да се прави постојано во континуитет подолго време. Британското право кое што било на сила во тоа време предвидувало само две форми на телефонски прислушувања. Од една страна да се прислушува комуникација на точно утврдени лица врз основа на наредба издадена од надлежен орган, но и втор вид на прислушување да се прислушуваат конкретните апарати, телефонски апарати. Значи да се влезе во комуникацијата меѓу лицата, но и фактички да се вгради на некој начин еден вид чип во телефонските апарати со цел да биде прислушувана целата конверзација на осомничените, а не само точно лоцираната комуникација, на пример со еден број, со два броја и така натаму. Интересно е дека во случај со оваа комуникација со фактички со телефонските апарати кои што имаат сместано посебни чипови на прислушување на таквите разговори, се овластува, тоа може да се направи само врз основа на добиено овластување од страна на државен секретар, кој што е надлежен за таквите видови на прислушувања, кој има обврска да издаде посебен сертификат, односно посебна дозвола, во кој што има обврска да го опише материјалот кој тој смета дека треба да биде прислушуван, значи која конкретно линија треба да биде прислушувана или кои конкретни разговори со кои конкретни личности. Понатака треба да се даде во дозволата што се треба да се прочита фактички, понатака кој све може да слуша, кои оператори може да слушаат, и нормално како треба да се чуваат овие снимени разговори, кога треба да се уништат, односно дали е можно да се копираат снимените материјали и така натаму. Значи прецизно дефиниран сертификат во кој што се опишуваат сите действија од почетокот до крајот. И тоа е една посебна процедура која што мора да биде запазена доколку сакаат да понатака не падне нивниот сертификат пред суд или доколку не сакаат да платат сериозна парична казна за лицата кои што ќе ги пријават овие служби. Британската влада е интересно што во целиот процес кој што се водел пред националните судови се правдала дека постоеле вакви посебни внатрешни правила, дека сертификатите се издавале согласно тие правила, закони, кодекси за практика и така натаму, и дека со снимените материјали се постапувало во согласно со правилата законски во таа земја. Меѓутоа, Европскиот суд за човекови права во својата пресуда навел дека и покрај тоа што наводно се почитувале законите и правилата кои што се присутни во британскиот правен систем, сепак постоело прекршување на член 8 од Европската конвенција за човекови права, затоа што објавувањето на таквите материјали ја загрозила фактички позицијата на овие две организации за заштита на човековите слободи и права, што значи дека едноставно им е нанесена сериозна штета и при тоа затоа што не потпаѓале под групата сериозни или опасни организации кои што се занимавале со кривични активности.
Интересно е што Европската конвенција за човекови права, кога фактички се наметнува на националното законодавци да се содржат одредбите во конкретните закони, посебно во овие исклучително тешки закони во делот на прислушувањето, фактички наметнува обврска да се дозволува телефонското прислушување само врз основа на јасно утврдени правила по кои што ќе се врши тоа прислушување, како и врз основа на точно утврдени услови и околности кои што мора да постојат за да се насочи или да се издаде тако сертификат за прислушување. Значи, не може едноставно државата да одлучи за било кој човек или за било која организација така едноставно по свое видување да го стави на апарат на слушање и да прислушкува разговори, без при тоа да постојат сериозни основи за тоа или сериозни околности кои влијаат за зголемување на сомнителноста на тоа лице или на таа организација во процесот на собирање на податоци, нормално во смисла на заштита на националниот интерес и јавниот интерес во државата. Исто така има уште еден интересен случај, повторно британски, Кенеди versus UK, каде што судот за човекови права е разгледал потребата да се воведе така наречено стратешко мониторирање на телефонски разговори од страна на британските власти. Значи, британската правна рамка предвидувала дека телефонските прислушувања може да бидат и авторизирани во интерес на заштита или откривање на сериозен криминал, како што кажав. А интересно е како британците го дефинираат сериозниот криминал. Според нив тоа е казниво дело кое што може да биде сторено од лице кое што наполниле 21 година и на кој што може да му се изрече казна над 3 години затвор. Во таа британска правна рамка би рекла на сериозен криминал, иако не може баш така да се сврсти, меѓутоа они имаат таква рамка. Исто така е многу битно да биде утврдена самата предвидливост на казната, во смисла на тоа да постои исцрпна листа на казни кои ќе го оправдаат ова телефонско прислушување. Значи, како што кажав, не може секој да биде ставен на апарат за слушање, туку мора да постои индиции дека навистина лицата може да бидат понатака осудени на сериозна казна, која што кажав дека е над 3 години затвор. Но секако и да постојат индиции дека навистина човекот или организацијата која што комуницира со други луѓе или со други организации можат да се оправда таа мерка на прислушување, да не се навлегува премногу во приватниот живот и секако да се специфицираат казнивите дела заради кои што се утврдува мерката телефонско прислушување. Ми сугерираат од режијата дека морам да ја привршам емисијата, меѓутоа јас би искористила само уште еден случај кој што е исклучително интересен. Се работи за случајот Јордачи versus Молдавија. Судот нашол дека молдавскиот закон за тие така наречени оперативно истражни активности, кој што бил донесен во 1994 година, предвидувал дека телефонските прислушувања може да бидат преземени само во истраги кои што се, како што кажав, поврзани со сериозни, многу сериозни, исклучително сериозни казниви дела. А самиот казнен законник содржал дефиниција на овие термини, што конкретно подразбираат истите. Во таа смисла, во овој случај Јордачи versus Молдавија, судот нормирал дека самиот јазик на законот, во кој што се опишува или дали станува збор за сомнителни, помалку сомнителни, повеќе сомнителни или крајно сомнителни лица инволвирани во криминалот, дека едноставно не може така дека тој закон е недоволно прецизен и едноставно не е доволно јасен и предвидлив за сите оние лица кон кои што може да се постапи. Така што самиот суд фактички инсистирал на тоа да молдавскиот закон едноставно биде променет во одредена смисла за да може да се дефинира таа правна предвидливост и да може секој граѓанин да знае во кој случај може да биде употребена одредена мерка против него,
посебно мерка на прислушување, а во кои тоа не е можно. Има бројни други случаи кои што навистина се интересни, ама нема време во емисијата. Можеби ќе ги оставиме другите случаи за другата емисија, како и да е. Останува уште време да кажеме дека емисијата Поента се емитува во Дрговското радиодифузно друштво на етерот на Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Денеска е 9 февруари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Имајте убаво вторнична вечер и се гледаме секој добро до наредниот, се слушаме секој добро до наредниот вторник во истото време во 17 до 18 часот. Поздрав и до слушање. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живеење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна